На регионалната средба со градоначалниците и претседателите на советите, како и представници на локалните самоуправи од општина Кочани, Пехчево, Македонска Каменица, Виница, Кратово и Зрновци, кое се одржа во Кочани, се дискутираше за неколку суштински теми од исклучително значење за успешно и ефикасно функционирање на истите во интерес на граѓаните. На средбата, меѓу другите, учествуваа претседателот на Комисијата за локална самоуправа при ВМРО ДПМН Маријан Ристевски и еден од најуспешните градоначалници на градот Скопје Коце Трајановски. Тие зборуваа за позитивните искуства од креирањето на буџетите за општините и локалните институции за 2023 година, потоа за предвидувањето на средства за капитални инвестиции и проекти за буџетите за 2023 година, справувањето со енергетските предизвици во време на криза од страна на општините во наредниот период, како и изнаоѓање на дополнителни можности за финансирање на проекти. Ова се редовни трибини кои ги организира партијата по региони. Одиме на нашите градоначалници, советници и локални раководители. Целта е размена на искуство, знаење околу креирањето на идните буџети за 2023 година, капитални инвестиции кои треба да се реализираат со цел подобрување на квалитетот на живот на граѓаните во општините и секако начин на финансирање на истите тие капитални проекти. Гледаме дека кохабитацијата помеѓу централната и локалната власт не е на највисоко ниво, а тоа беше нотирано и на последниот извештај од Европската комисија, на извештајот од Европската комисија, кој потенцира дека во Македонија имаме не само стопирање, туку и наздување на процесот на децентрализација и слаба кохабитација, односно соработка на централна со локална власт. Јас мислам дека централната власт треба да свати дека ова се градоначалници, представници на сите граѓани на општините и не треба да се кочат проектите, едноставно треба да се поддржат, бидејќи со поддршката на проектите кои ги имаат овие градоначалници ќе значи подобрување на квалитетот на живот во општините. Ако се подобрува квалитетот на живот во општините, тоа значи подобрување на квалитетот на живот во Република Македонија. Средбата беше искористена и за размена на искуства и идеи со цел подобро планирање на општинските буџети за наредната година, со цел поефикасна работа и реализација на проектите ветени во изборните програми, како и подобро справување на локалната самоуправа со негативните ефекти од глобалната економска и енергетска криза. Во 2022 година реализиравме проекти, капитални проекти во вредност од околу 140 милиони денари, пред се во делот на инфраструктурата и проекти кои ги затекавме во фаза на изведба, пред се уредувањето на и реконструкцијата на градскиот парк, реконструкцијата на улицата Стево Теодосиевски, изградбата на фекалната и атмосферската канализација во Оризари, изградбата на фекалната канализација во село Тркање со приклучок кон пречистителната станица во Мојанци. Во наредната година не очекуват реализација на поголем дел од проектите кои ќе го обележат работењето на општина Кочани во 2023 година. Тоа е изградбата на објектите за лица во социјален ризик од ромската популација, за која намена подолго време стојат околу 16 милиони денари на наменска сметка. Правиме максимални напори со реализација на деталниот урбанистички план за градска четврт, тоа да го реализираме во следната година. Донацијата добиена од Американскиот презерваторски фонд за реконструкција на споменикот на слободата од $254,000. Во последните денови од оваа година подпишуваме договор со ГИС за реализација на еден проект во делот на паметно управување со уличното осветлување и така натаму. И еве на крајот, ако сакаме да направиме едно резиме и покрај сериозните проблеми со кои се судривме во 2022 година во делот на енергетската криза, инфлацијата, успеавме и мораме да бидеме задоволни со она што го реализираме. Во текот на 2022 година реализиравме голем број на проекти буквално во сите области. Во делот на сообраќајната инфраструктура извршивме изградба и реконструкција на улици во Виница и во селата Градец и Блатец. Исто така извршивме поплачување на улици и тротоари во градот Виница и во селата Јакимово и Стибања.
Во делот на комуналната инфраструктура реализираме проекти и тоа реконструкција на водоводната мрежа во село Блатец и исто така реконструкција на водоводната мрежа на 3 улици во градот Виница. Исто така има реализирано проекти од областа на заштита на животна средина, значи тоа е регулација на речното коридо на Градечка река. Исто така извршивме санација на депонијата кај село Лески и извршивме комплетно чистење на дивата депонија во село Блатец, додека во тек е чистење на депонијата и во село Истибање. Исто така имаме доста реализирани проекти од областа на образованието, имаме реконструкција на скоро на сите основни и средното училиште во Виница и подрачните училишта во населените места. Во текот на 2023 година ќе продолжиме со реализација на проектите кои што веќе се започнати. Значи ќе продолжиме со изградба и реконструкција на улици, значи тоа се 2 улици во Виница и 2 улици во село Градец. Исто така ќе продолжиме и со поплачување на улици и тротоари по населените места за кои што се веќе склучени договори. Исто така, во почетокот на наредната година ќе започнеме со реализација и на поголеми капитални проекти за кои што веќе имаме склучени договори и со обезбедени финансиски средства. Значи тоа е изградба, односно реконструкција на локалниот пат Блатец-Детлово во должина од 3 км, кои што веќе се во тек припремните активности. Исто така ќе извршиме и реконструкција на сината сала во Домот на културата Тошо Арсов, за која исто така се обезбедени финансиски средства, исто така и поставување на термоизолациона фасада и лифт на општинската зграда. Исто така планираме во текот на 2023 година да продолжиме со реализација на проекти за кои што веќе имаме изработена техничка документација. Општина Зрновци на полето на реализирање на проекти во делот на патната инфраструктура реализираше околу скоро 2 километри патна мрежа, изградба на нови улици, реконструкција на стари улици во висина од 6 милиона и 300 илјади денари, изградба на каптажа за постојано водоснабдување во село Мородис, со што решивме дводецениски проблем, чистење на брана Зафат во село Видовиште, промена на секундарна мрежа во Зрновци и во дел од село Мородвис, како и изготвување на едно 15 проекти кои што сега планираме во 2023 да бидат реализирани. Ние веќе во февруари месец започнуваме со изградба на помошни канали за наводнување, со изградба на 3 каскади на течението во река Зрновка, проект што е 9,5 милиони денари. Трајно го решаваме проблемот за наводнување на земјоделските површини на земјоделците во село Зрновци. Регионалната средба ја организираа Комисијата за локална самоуправа, Комисијата за инфраструктура, урбанизам и транспорт и Комисијата за финансии при ВМРО ДПМНЕ.